Почитувани присутни, со најновото зголемување на цените на бензините и дизелот, директно е засегната економијата, но и сите граѓани на Република Македонија. Засегнато е стопанството, засегнати се фирмите, засегнати се луѓето и семејните буџети. Откако е СДСМ дојден на власт, цената на дизелот е зголемена за фрапантни 40%. Значи не зборуваме за зголемување од 2, 3, 5 или 10%, туку зборуваме за зголемување на цената на дизелот од 40%. Ако на тоа ги додадеме и дополнителните 3,5 денари, дополнителна акциза која што ја воведоа Зоран Заев и Драган Тевдовски, доаѓаме до заклучокот дека и тоа како се сегнати сите граѓани на Република Македонија. Од тие причини бараме час поскоро, веднаш, владата и парламентарното мнозинство на Зоран Заев да ја укинат дополнителната акциза на дизелот од 3,5 денари. Затоа што овие високи, енормни цени на дизелот и на бензините директно се закана за семејните буџети на граѓаните на Република Македонија. Ако видиме дека кога дојде оваа власт, кога дојде и кога ја направи Зоран Заев владата, цената на дизелот беше 46 денари за литар, а сега е 64 денари за литар, гледаме за што зборуваме. Значи, ако треба се тоа да го сумирам во 30 на секунди за прилог во вестите, заклучокот е многу едноставен и јасен, а тоа е следново. Ги повикуваме Зоран Заев и неговата влада веднаш да укинат дополнителната акциза на дизелот од 3,5 денари, затоа што цените на бензините и дизелот отидоа во небо и тоа како ги засегаат семејните буџети на граѓаните и стопанството. Само еден пример. Со овие цени на дизелите и со овие цени на јаболката, например, кои што ги имаме во Ресанско, доаѓаме до еден фрапантен заклучок, а тоа е за да се наполни еден резервоар од 3000 денари, потребни се да се продадат 3 тони индустријско јаболко. За еден резервоар да се наполни со дизел, потребни се да се продадат и произведат 3 тони јаболка. Тоа е жално и тажно. Фрапантно е тоа. Значи, во таа реалност во моментов живее Македонија. Ако порано еден резервоар се полнел со бензин за 2000, ако еден резервоар дизел се полнел со 2000 денари, сега истиот тој резервоар се полни за 3000 денари. Зоран Заев и неговата влада со дополнителната акциза им одзедоа, им украдоа на граѓаните 30 милиони евра, од тие 30 милиони евра решија да потрошат за загадувањето само 100.000 евра. Значи 0,1 милиони евра за загадување, а 30 милиони евра за владините джепови. Така што последиците ги гледаме, имаме енормно скапа цена на енергенсите и цената ја плаќаат граѓаните и економијата. Повелете дали имате прашања? Доколку нема, на сите ви благодарам што дојдовте на денешната пресконференција на ВМРО ДПМН. Благодарам. Само би информирал дека исто така и пратеничката група на ВМРО ДПМН по завршувањето на изборите во собранието ќе поднесе предлог за укинување на оваа акциза, така што тоа го имавме есеноска како предлог, беше одбиено од страна на парламентарното мнозинство, од пратениците како Мира, Дизел и останати, а сега повторно ќе го поднесеме предлогот, се надеваме дека ќе биде прифатен. Благодарам.